Ние продолжуваме со нашите вклучувања на КАЛЕ, каде што се обидуваме да представиме што поголем број на соговорници, представници на различни партии кои што во своите помали капацитети политички, а не само овие од СДСМ, ВМРО, ДУИ, Алијанса и така натаму, ќе настапат на овие избори. На линкот би требало да ги имам господинот Реджеп Исмаили од партијата Левица. Господин Исмаили, добро утро. Кажете ми, вие ја представувате вашата партија Левица, која што е една од помалите партии кои што, иако со скромни проценти, сепак се појавува во анкетите на јавните мислења. На што се должи тоа? Што е она што вие го нудите на овие избори, заради што кај број од анкетираните сепак успевате да бидете препознаени? Здраво, па добро, мислам дека анкетите кај нас не се релевантни, они не служат за представување на јавното мислење, туку за креирање. Оттаму апелирам до граѓаните да не обрнуваат многу внимание. Во однос на тоа, зошто ние така сме, да кажам, поекспонирани, односно нашата партија е еден елан во општество и практично влијае на дискурсот во јавноста. Тоа е затоа што ние долго време работиме. Значи, Левица не е проект само на политичката партија од кога е формирана 2015, туку тоа е движење на млади левичари уште од времето на Ленка. Тука нашите доследни ставови цело време што ги имаме и кои што ги артикулираме проблемите по однос на една специфична, да кажам, мисла, односно идеологија која што не е толку застапена во мејнстрим медиумите. И тука е нашата оригинална програма која што ја препознаваат особено по младите генерации. Може ли да поминеме на некој од Може ли поминеме на некои од поинтересните точки од таа програма? Например, ветувате обештетување на стечајците. Да. Како мислите тоа да го изведете? Видите, тоа е само дел од тоа е само дел од социјалните мерки кои што ги предлага Левица, односно ги предвидува. Како мислиме да го изведиме тоа? Па едноставно планираме со нашата даночна политика да преструктурираме економијата во Македонија, таа да работи од како што е моментално во корист на многу малку луѓе, значи со даноците, со прогресивните даноци и со данокот на луксус, тоа да биде економија која што ќе работи за сите, односно државата која што ќе има капацитет да ги спроведува социјалните програми и други развојни програми во Македонија. Предвидувате враќање на работничките совети во фабриките? Да, видете, тоа е демократијата не се однесува само на тоа да граѓаните имаат можност да влијаат во државата, иако и тоа е сувопарно, иако видовме и на референдумот дека и нивниот глас не се слуша и покрај формалните правила на либералната демократија. Поентата е дека пола животите, па и повеќе на работниците ги поминуваат во фирмите и фабриките на работно место, така да во фирми со повеќе од 20 вработени предвидуваме враќање на работничките совети за да мислењето, идеите на работниците се слушнат во самото предпријатие. Господин Исмаил, едно од поинтересните работи... Тоа е демократија во рамки на предпријатие. Така е, да. Јас сум човек кој што проживал низ социјализмот, јас ги знам тие форми, имаше и убави страни во еден период тој вид на, да кажем, самоуправување во предпријатијата, иако на крајот сепак тој систем пропадна. Едно од поинтересните работи што ги забележа во вашите програмски заложби е легализацијата на канабисот. Сега морам да ве прашам во каква врска е тоа со идеологијата на партијата и впрочем како мислите тоа дека ќе го изведете? Легализацијата на канабисот е тренд во светот и тоа е прогресивна политика. Ние како левичарска партија го следиме тој тренд. Инаку не се работи само за легализација на канабисот во рекреативна употреба, туку се работи за развивање на индустријска гранка, како
како една стратешка гранка во рамките на земјоделието, во рамки на токму оваа програмска заложба ние предвидуваме и посебен институт на земјоделскиот факултет кој што ќе се занимава со истражување на тоа како кои производи можат да се прават, како се произведува канабис, како тоа да се пласира и ред други работи околу тоа. Морам да ве прашам, бидејќи гледам дека и вашата партија, вие не сте единствените, се залага за отворање и практично ревизија на уставот. Вие сте партијата која што планира да уставот се ревидира на начин да се избрише потполно можноста за етничките елементи во него, за практично правење устав без етнички заедници. ВМРО ДПМН од друга страна, кои исто така предвидуваат отворање на уставот, тие пак предвидуваат засилување на етничкиот елемент, особено на македонскиот етнички елемент. Како мислите дека дали е општеството подготвено за ова што го предлагате, бидејќи вие туркате еден силен граѓански концепт, дали мислите дека тоа ќе најде на отворена поддршка во добар дел од општеството? Да, за разлика од ВМРО, ние не гураме граѓански концепт, иако тоа во програмата пишува граѓански устав, туку народен концепт. Ова произлегува од нашата суштинска критика на Охридскиот рамковен договор, сите одредби кои што произлегуваат од него, особено позитивната етничка дискриминација, која си во овие години видовме дека едноставно се претвори во тоа да албанските партии, односно ДУИ, го користат за градење на своја партиска војска, вработувајќи луѓе по институциите. Затоа ние предвидуваме тоа да се замени со позитивна дискриминација врз основа на социјалната состојба, односно да имаат предност при вработување во државни предпријатија и администрацијата луѓе кои што доаѓаат од посиромашни семејства. Иначе во однос на тоа дали е спремно општеството, тоа е едно многу добро прашање, затоа што мислам дека либералната класа наша не ги отвара тие прашања, односно перцепира дека општеството треба само по себе да се спреми. Не, тоа во однос на околностите кои што се поставени од правната рамка на државата, така и стихино напредува. Ние видовме дека сегрегацијата по етничка основа се засили и сега е најсилна од било кога, така да треба од страна на државата и од страна на институциите општеството да се припрема за таква работа, да се направи еден граѓански концепт кој што каде што изворот на правдата, изворот на сите правни прописи ќе биде од еден граѓански концепт, а не етнички како што е во моментов. Господин Исмаил, за крај морам да ве прашам, кога ве слуша човек вас и кога, да пример, го слуша председателот на вашата партија, господинот Тапасиев, се добива впечат дека можеби не представувате иста политичка партија. Господинот Тапасиев е апсолутно оптоварен со националниот етничкиот момент во своите настапи и настапува често, би се рекло, од прилично радикални етномакедонски позиции и во политичките ставови, и во темите кои ги бира. Значи ли тоа дека Левица е доволно демократска партија да може да ги опфати па дури различни, не само различни, туку и спротивставени прашања по некои од важните точки за кои се залагате? Не, па тоа е грешна перцепција ваша, мислам дека тоа не е точно. Знам од каде потекнува, тоа се направи една хајка против Димитар Апасиев, дека и против Левица, дека ние, тоа е стара клевета на Левица дека ние сме националистичка партија, но тоа апсолутно не е точно. Нашата заложба за национална правда се однесува во однос на тоа дека ние пружаме отпор кон империалистичките сили и нашата национална заложба ги вклучува сите етнички групи во Македонија.
Господин Реджеп Исмаил, представник на Левица, која што на овие избори ќе настапи самостојно и која што се надева дека ќе влезе за прв пат во својата историја, додуше кратка партиска историја, со пратеник во парламентот. Господин Исмаил, ви благодарам за ова ваше утринско гостување. Благодарам на вас.